Економскиот коридор Индија, Блискиот Исток, Европа договорен на неодамнешниот самит на Г20 во Индија ќе воспостави мрежа од железнички и бродски линии што ќе се движат по море од Индија до Блискиот Исток, потоа преку копно до Медитеранот и преку Грција во Европа. Председателот Бајден го поздрави договорот за време на самитот на Г20 во Њу Делхи. Станува збор за создавање работни места, зголемување на трговијата, зајакнување на синџирите на снабдување по голема поврзаност, поставување основи кои ќе ја зајакнат трговијата и безбедноста на храната за луѓето. Се согласи и шефицата на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. Овој коридор е многу повеќе од само железница или поврзување. Тој е еколошки и дигитален мост преку континенти и цивилизации. Но дали ќе биде доволно да се спротистави на масивната децениска кинеска иницијатива Појас и пат, која вклучува околу 150 земји? Не гледам дека е директен глобален конкурент на Појас и пат. Ова може да биде начин да се обезбеди инфраструктура за неколку земји. Но реалноста е дека многу од тие земји веќе имаат прилично голема инвестициска поддршка. На Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати и Израел веројатно не им треба огромен прилив на готовина. Може би е повеќе политички начин да се обидеме да ги поврземе Израел и саудијците, отколку што е навистина атрактивен долгорочен инфраструктурен проект. Додека Кина има предноси во однос на времето и финансиите, аналитичарката Апарна Панде вели дека овој поскромен проект е пристоен. Според неа повеќе земји би можеле да имаат корист, иако обем мод е помало. Дали ова требаше да се направи една деценија порано? Апсолутно. Зарем ова не треба да се прави затоа што доцнеме една деценија? Јас не мислам така. Но проектот кој има амбициозен рок од 60 дена за земјите да развијат и да се договорат за акционен план, веќе најде на поддршка. На самитот турскиот претседател се чини дека ја пофали идејата, но на пат код Анкара тој им рече на новинарите дека идејата за заобиколување на Турција нема да функционира. Турција би сакала да биде вклучена. Односите меѓу САД и Турција се прилично обременети во моментов. Турција нема особено добри односи со Саудиска Арабија или Израел, секако не со Грција. Мислам дека Турција да биде дел од договорот е возможно, но веројатно има многу земји кои ќе бараат некои промени во турската политика, доколку Анкара сака да биде дел од него. Но колку брзо може да се реализира?